Едно од поистакнатите верувања во христијанската вера е идејата, и тоа не е само идеја, туку е реалност и вистина, дека Бог е милостив. Сте го слушнали тоа, претпоставам, многу пати. И од проповедалнов дека можеби и надвор во разговори со луѓето ги слушате, ќе речат Бог е милостив Бог. И кога зборуваме за милоста, во суштина таа значи поштедување. Кога некој покажува милост некому, го поштедува од некоја си заслужена казна, што таа личност која што е поштедена има направено. Така што кога зборуваме дека Бог е милостив, зборуваме за тоа дека тој ги поштедува грешниците кои што се каат. Не сите грешници, само тие што се каат. Сега, таа доктрина или тоа верување за Божјата милост има практична примена и за оние што ја примиле таа милост. Пример, некој ќе рече, јас си имам примено или јас имам доживеано Божјата милост. И тоа е супер, тоа е убаво, фала на Бог. Ама тоа никогаш не треба да остане само на јас имам примено. Туку во Библијата, тоа што го примаме од Бог, како благослов, сме повикани да им го даваме и на другите. Со други зборови, ако Бог мене ми покажал милост, кога сум сгрешил, а ми покажал милост бидејќи сум грешен човек, јас викам фала ти Господи за таа милост, и Божјот повика е добро, нема проблем, повели друг пат, ама иди сега покажи таа милост на некој што те изгрешиле. Лесен е моментот кај што ние примаме Божјата милост, тоа ни е убаво, пријатно ни е, а моментот кој ќе треба да покажеме милост кон оние кои што ни изгрешиле, тука малце веќе е потешко. Ама тоа е идејата дека оние што ја примиле Божјата милост се повикани да ја покажуваат таа милост на другите. Значи христијаните треба да бидат луѓе кои што покажуваат милост. Сега, имајќи го тоа на ум, денеска ќе размислуваме за еден текст кој што се разбира, кога размислуваме за пророкот Илија, не размислуваме за некој што е христијанин. Оно што го имаме во Стариот Завет, јудеизмот, е на некој начин основа на христијанството. Ама сепак зборуваме за побожен човек кој што го сакал Господ и кој што му служил на Господ. И денеска доаѓаме до еден текст кај што ќе видите се освен милост. Значи прва книга Цареви, 18 глава, 39 и 40 стих. Значи контекстот е тој што го зборевме минатиот пат. Илија повикува оган од небото, доаѓа оган од небото и со тоа Господ се покажува како единствен Бог и некој кој што е надмоќен во споредба со лажниот Бог Ваал. Значи паѓа оган од небото и еве реакцијата на народот. 39 стих. Кога го виде тоа, сиот народ падна ничком и рече: Господ е Бог, Господ е Бог. Тогаш Илија им рече: фатете ги Вааловите пророци, та ниеден од нив да не се сокрие. Ги фатија, а Илија ги одведе кај потокот Кишон и таму ги закла. Илија ги фати пророците, лажните пророци, и му рече на народот: фатете ги однесе кај тој некој си поток, се разбира спротивно на нивната волја, не дека сакал ни таму додат, кој сака да оди на колење, и таму ги закла. И сега видиме дека во Библијата се зборува за тоа дека треба да бидеме милостиви. И денес имаме стих пред нас кој што тука не гледам јас милост. Едноставно беше целосно, сосема, крајно безмилосен кон овие пророци. И мајќи го тоа на ум, иако од една страна сме повикани, нели, како верници, како оние кои што го сакаат и го почитуваат и го следат Бог, сме повикани да бидеме милостиви, денеска сакам да размислуваме на тема не покажувај милост. И тоа е еден интересен парадокс во христијанскиот живот. Дека треба да бидеме милостиви од една страна за некои работи, ама за некои други работи во животот треба да бидеме крајно безмилостни. И сега можеби некои од вас сте збунети во основа што го кажам, ама како што одиме со проповета, верувам дека нештото ќе ви станат малце појасни за тоа. Нешто сакам јас да кажам, туку она што сака Библијата да го кажа, верувам дека ќе го пренесеме денеска на соодветен начин. Милоста е христијанска доброст, ама само во одредени контексти. Има одредени контексти во кои што милоста е слабост. Има одредени контексти во кои што милоста, она поштедувањето, ако може така да кажам, милост или поштедување исто е, кога поштедувањето води кон духовно отпадништво. И денес ќе размислуваме за тие
за тие околности. Вика Илија повика оган од небото, тоа го читавме минатиот пат, и народот како резултат на тоа почна да вика Господ е Бог, Господ е Бог. Целта поради која што Илија повика оган од небото, не беше за он да покаже дека има некои надприродни сили, бидејќи реално гледано Илија немаше надприродни сили. Како што ни ти ниту јас немаме надприродни сили. Во посланието до Јаков пишува Илија беше човек како секој еден од нас. Со други зборови, немаше нешто кој знае колку посебно кај него, освен една работа. Тоа не е ништо надприродно. Неговата посветеност кон Бог. Заради неговата посветеност кон Бог се случија сите овие работи што се случија во неговиот живот. И кога го повика тој оган од небото, 39 стих вика: сиот народ падна ничком и рече: Господ е Бог, Господ е Бог. Претходно Илија молеше, вика: Господе, слушни ме денеска во огнот, за овој народ да познае дека ти си Господ, дека ти си Бог, дека има само еден Бог во Израел, дека Ваал се разбира е лажен Бог. И барем на прв поглед, според реакцијата на народот во 39 стих, таа негова молитва се исполни. Народот стварно препозна дека Господ е Бог. Има многу јасна разлика и многу јасен контраст помеѓу првата реакција на народот. Се сеќавате кога Илија застана пред нив и им рече: до кога ќе куцате на две колена? Ако Господ е Бог, следете го него, ако Ваал е Бог, следете го него. И во 22 стих пишува: и народот не кажа ни збор. Ама кога го видоа овој оган, 22 стих вика: не кажа ни збор, ама кога го видоа овој оган од небото, паднаа ничком и рекоа: Господ е Бог. Во 38 стих пишува: падна оган, и вика: и оган Господов падна, а во 39 стих пишува: сиот народ падна. Како некој начин почитување, да кажат: ова што го видовме е стварно чудо и е доказ дека оној Господ на кој што Илија му служи, оној Господ кој што го исповедавме со генерации наназад од Аврам, Исак и Јаков, навистина повторно се објави на ова место. Интересно е тоа што народот викаше Господ е Бог, интересно е од перспектива на тоа што името Илија, тоа го зборевме во првата проповед која разговаравме, која размислувавме за Илија уште пред неколку месеци. Името Илија значи Бог е Господ. Ел значи Бог, и значи и Јаху значи Господ. Бог е Господ. Тоа е името кое што најверојатно неговите родители му го дадоа. Некои проучувачи на Светото писмо веруваат дека Илија имал друго име се до овој момент. И дека во овој момент токму го добива името Илија. Бидејќи поради неговите молитви Господ се објави и Господ пушти оган од небото и народот призна: Господ е Бог. Ја мислам дека неговите родители му го дадоа име, тоа е мој лично убедување, затоа што тоа беше во еден безбожнички или не безбожнички, многу божечки свет. Неговите родители сакаат да пренесат порака дека има еден Бог, а тоа е Господ. И можеби во овој момент народот извикуваше: Илија, Илија, Илија. Со други збори, Господ е Бог, Господ е Бог, Господ е Бог. И индиректно признаа дека да, тоа е слугата кој што Бог го прати и тој е оној кој што е вистински пророк помеѓу овој народ. И знаете, интересно е тоа што народот немаше друга опција освен да исповеда дека Господ е Бог. Дека ќе видиш такво нешто, оган од небото, нема што друго не можеш да дојдеш до друг заклучок освен да речеш: да, тој кој што се објави, тоа е Бог. Денес има многу луѓе кои што во однос на Господ Исус Христос некои се одлучуваат да го исповедаат, ама не живеат согласно неговите зборови, некои го исповедаат и живеат согласно неговите зборови. Ама денес има и луѓе кои што кои ќе им зборува за Христос, мислат дека може да останат неопределени. Дека може како народот дека да си молчат. Во 22 стих вика: кога Илија ги праша кому ќе служите, они молчеа. Денес има многу луѓе кои што молчат во однос на Христос. Не знам, па добар учител бил, па добар човек бил и така натаму. Тоа молчење не значи неопределеност. Знаете, неопределеност може да има во политиката. Ако ќе прашат за кого да гласа, да речете: не знам за кого ќе гласам. Во однос на верата, во однос на ставот на нашите срца кон Господ, нема неопределеност. Ако не си со Христос, си против Него. Ако не гради со Него, уриваш. Тоа е тоа.
Ама има многу луѓе кои што денес викаат, не знам, ќе видам, ќе подразмислам, да, јас си го почитувам и сето тоа. Ама доаѓа ден, како што израелците немаат друг избор освен да паднат и да исповедаат, да паднат ничком и да исповедаат дека Господ е Бог, доаѓа ден. Тоа го пише во Библијата. Кога секое колено ќе клекне и кога секој јазик ќе исповеда дека Христос е Господ за слава на Таткото. А тисти може да има сега моментално и има луѓе. Кога ќе дојде судниот ден, сиот атизам паѓа во вода. Бидејќи во Филипјаните, 2 глава, 10-11 стих пишува: "Та во името на Исус ќе се поклони секое колено на се што е небесно, земно и подземно, и секој јазик ќе исповеда дека Исус е Господ за слава на Отецот." Како што израелците падна и исповедаа, доаѓа ден кога сите ќе исповедаат. Кога ќе го видат Христос во својата слава, нема да имаат избор да речат: може би не е он Господ. Не, знаат дека тој е Господ и ќе го исповедаат. Предноста на Христовите следбеници е тоа што уште сега го исповедаат. И тогаш ќе го исповедаат со радост. Ќе го гледат и ќе го исповедаат со радост. А тие што сега не го исповедаат Христос, тогаш ќе го гледаат и ќе го исповедаат, ама со чувство на каење. Бидејќи ќе се мислат во себе како не го препознав ова претходно во животот. Како не препознав дека Христос е Господ и дека Тој е Бог. И стих 40 е еден од поконтроверзните стихови во животот на пророкот Илија. Знаете, се до сега што прочитавме во однос на Илија, може да се стави во границите на она што може да се нарече морално и етичко однесување. Ама доаѓа момент каде што пророкот Илија, откако падна оган од небото, откако народот исповеда дека Господ е Бог, и кога се воспостави тоа што Илија веќе го знаеше долго време, дека тие Ваалови пророци се лажни пророци, доаѓа момент кај што Илија вика: "Фатете ги носи кај потокот Кишон", патем кажано Кишон, името Кишон доаѓа од зборот, еврејскиот збор коше, кој што значи замка. Може би Илија ги однесе во замка овие пророци, кои ги викна на планината Кармел, за да пред сите да покаже дека они не се вистински пророци и дека Ваал не е вистински Бог. Ама доаѓа момент кога пророкот Илија ги зема тие пророци и вика на народот: "Фатете ги, никој да не избега, ги носи кај тој поток", и вика ги закла. Кога збориме дека Илија фати пророци и ги однесе кај потокот и дека ги закла, не збориме за 20-тројца луѓе. Збориме за 450 мажи. Во еден ден заклани. Ова ви е Петок 13, пред да постои филмот Петок 13. Ова е момент кај што застануваме и си викаме: "Чекај малку, да не претерати Илија со реакцијава." Во ред, знаеме дека тие пророци се испостави дека се лажни пророци, знаеме дека тој Бог кој што они го проповеде се испостави дека не е вистински Бог, ама 450 луѓе да ги убиеш во еден ден. Ова е можеби еден од најконтроверзните моменти во животот на пророкот Илија. И сега прашањето е да не претера пророкот со неговата реакција. И верували ли не, за некој од вас ќе биде тешко да се свати, ама верували ли не, библискиот одговор е дека не, Илија не претера. Во Второзаконие, значи ова Второзаконие е петата книга Мојсеева или петата книга од почетокот на Библијата. Во таа книга се опишуваат заповедите и зборовите кои што Бог им ги кажа преку Мојсе на израелците пред да влезат во обетената земја. И таму во 13 глава 6 стих Бог преку Мојсе еве што им вели на израелците: "А оној пророк или оној човек што има сновиденија да биде осуден на смрт поради тоа што те убедувал да се откажеш од Господ, твојот Бог, кој те изведе од египетската земја и те избави од домот на робството, зашто сакал да те одврати од патот во кој Господ, твојот Бог, ти беше заповедал да одиш. Така, истребете го злото од вашата средина." Векови предходно, пред да влезат во обетената земја,
Бог преку Мојсей им вика на израелците: ако се појави човек кој што ќе те тера на духовно блудство, ако се појави човек кој што ќе те тера на духовно отпадништво, отстрани го. Зошто? Бидејќи духовното блудство и духовното отпадништво по автоматизам водат кон неморал. И по автоматизам ги загрозува духовната состојба на душите на луѓето. Со други зборови, на некој начин е многу во опишува, на крај вика: истребете го злото од вашата средина. Човек кој што те тера да се поклонуваш на било кој друг, освен на живиот Господ, им вели Бог на израелците, тој не треба да биде помеѓу вас. И Илија токму тоа го направи. Пак ќе речам, знам дека на модерниот ум ова му звучи малце крволочно, како ајде 450 мачи. Во идеални услови немаше воопшто да има 450 луѓе во Израел кои што проповедаат лажна религија. Во идеални услови израелците ќе беат тие што реагираат и ќе речат: не ни требува, бегајте од тука да не ве гледаме. Или ќе ја прифатите нашата вера, или не сакаме да ве гледаме. Ама израелците ги не само што ги прифатија тие пророци, туку со тек на време ја прифатија и ја практикуваа нивната порака. Дека да, има еден Господ, така, нелико, ама има и Ваал, некој друг Бог. Па има и трет Бог, па има четврт Бог, и од денес ти гледаш, значи многу голем неморал во Израел. До таа мера кај што како резултат на почитувањето на некој од овие богови, израелците се ги жртвувале своите деца во оган. И Бог вика: тоа нема да го трпам јас. Затоа отстрани ги тие лажни пророци од својата средина. Со други зборови, ако може да го толкуваме ова од перспектива на 10 Божји заповеди, главната задача на пророците, на тие лажни пророци, беше следнава: да го натераат народот да ја прекрши првата Божја заповед. А тоа е: јас сум Господ, твојот Бог, немој да имаш други богови освен мене. Кога еден народ, кога една личност, кога еден народ ќе ја прекрши првата Божја заповед, останатите 9 идат по автоматизам. Останатите 9 кои што го нарушуваат личната и колективната благосостојба идат по автоматизам. Доволно е само народот да поверува дека има повеќе богови. И токму тоа се случи и во Израел. И овој стих знам дека е малце тежок да го свариме, дека кога ќе се појави лажен пророк, истреби го од својата средина. Ама отворете Библијата и ќе видите дека Бог не го велеше ова за сите луѓе, не го велеше за сите придојденици. Баш напротив, Бог им викаше: ако дојде некој од страна помеѓу вашиот народ, да го почитувате, да се грижите за него, да го сакате. Ама ако дојде некој со порака поинаква тоа што ви го кажам, тука не треба да покажувате милост. Со други зборови, во многу стихови во Библијата, во Стариот Завет и во Новиот Завет, ние сме повикани да покажуваме милост кон луѓето. Ама ако дојде во Израел, Бог им рече: ако дојде некој со поинаква порака од оваа, знај дека тој ќе те води кон духовно блудство. Знај дека тој ќе те води кон идолопоклонство и тоа ќе биде многу лошо за тебе. И затоа такви работи, такви појави немојте да трпите помеѓу вас. И сега, тоа било во Израел пред околу 3000 години, ова убиство на 450 мажи. Прашањето е: што значи ова за нас денес? Каква е примената на овој настан за нас денес? Бидејќи сваќам дека е тешко да се разбере како може пророк, Божи човек, кој што пророците биле духовни луѓе и така доблесни луѓе, како може да фати да убие толку луѓе? И на некој начин Илија вели: знаете што? Јас ако некој начин изберам, да, не е во ред да се убиваат луѓе, ама тоа е на некој начин помалото зло, ако може така да кажеме, во ситуацијава. Илија го прави тоа. И сега прашањето е: што е за нас денес примената? Што значат овие зборови, или што значи овој настан за нас денес? Дали тоа значи дека ние сега треба со нож или со меч во раката да одиме и секој што не верува како нас на улица гркланот? Не. Далеку од тоа. Нам денес не ни е даден мечот за телото, ама нам денес ни е даден мечот на Светиот Дух, а тоа е Божиот збор, тоа е Библијата. Во посланието до Ефесјаните пишува дека Божиот збор е мечот на Светиот Дух кој што му дава на секој христијанин. И ние треба да го користиме тој меч, за да се ослободиме од се во нашите животи што се попречува помеѓу нас и помеѓу Бог. Бидејќи во суштина,
Токму тоа го направија Вааловите пророци за израелците. На патот помеѓу народот и помеѓу Бог, они се попречија. Они беа пречка за народот, не дека народот немаше одговорност, патем кажам, и народот имаше одговорност. Ама Вааловите пророци застанаа помеѓу Бог и помеѓу народот. Им ја одзедува таа шанса да имаат близко заедништво со нивниот Господ. Им ја одзедува таа шанса да имаат, да растат духовно. И пошто им ја одзедува таа шанса, мораше некако да се справа со нив. А зошто Илија ги постапи така со пророците? Мој лично убедување е дека ако Илија ги поштедеше, дека тие пророци ќе поминат ден, 2, 3, недела, 2, 3, можеби месец дена, пак ќе се вратеа. Пак ќе се вратеа и ќе ја продолжија штетата што направија во Израел. Дури двајца, тројца да пуштеше. На крај другите ќе ги прогласија за маченици, овие за преживеаните, ќе се вратеа во Израел и повторно ќе продолжија со проповедање на истата порака, дека тој Ваал, тој лажен Бог, дека да, треба да му се поклонуваме на него. И затоа Илија сакаше скроз да се ослободи од нив. Ама нам денес не ни е даден мечот на телото, нам денес ни е даден мечот на Светиот Дух и со тој меч да отстрануваме се во нашите животи што е спротивно на Божјата волја. Греф, штетни навики, лоши навики, погрешни начини на размислување. Некогаш помеѓу нас и помеѓу Бог во нашето општење, зборувам лично општење со Бог, ќе се појави некој греф и тој ќе го попречува тој начин на општење со Бог, ќе го попречува тоа заедништво со Бог. Некогаш ќе биде греф. И со помошта на мечот на Светиот Дух, а тоа е Божјиот збор, да речеме: Господе, имам грев во мојот живот, свесна сум, гледам во Твојот збор дека тоа не е во ред, те молам, помогни ми Ти да го отстранам ова од мојот живот. Некогаш ќе биде некоја навика која што можеби не можеш да дефинираш како грев, ама сепак штети. Некој пат ќе биде безделничење во текот на денот, кој што само по себе не знам дали можеш да го наречеш грев, ама знаеш дека не води никаде. Со помошта на Светиот Дух, со помошта на мечот на Светиот Дух, со помошта на Божјиот збор, треба да го отстраниме тоа од нашите срца. Некојаш ќе биде погрешен начин на размислување, кој што пак речам, можеби не можеш да го дефинираш како греф, ама имаш некоја мисла во себе која што малку по малку те јаде и малку по малку те одвојува од Бог. Во такви моменти, кога ќе осетиш дека има такво нешто кое што се противи на познавањето на Бог, нешто кое што се противи на твоето заедништво и твојата близкост со Бог, на твојата близкост со црквата, кога ќе осетиш таква мисла, кога ќе почувствуваш во себе, знај дека не е тоа од Бог сигурно. Знај дека има, ако може да кажем да го споредам, има некој Ваалов пророк во твоето срце кој што сака да те одвои од заедништвото со Господ. И Божјот повик за нашите животи е тие работи да ги отстрануваме. Тие работи да ги поминеме со мечот на Светиот Дух. Бидејќи уште од Едемската градина со Адам и со Ева, сатаната постојано се обидува да намести препреки на нашиот пат кон Бог. Формата на тие препреки е различна, ама суштината е една. Главната задача на сатаната денеска е, ако не одеднаш, ама малку по малку да те одвои од Божјата љубов. И не се брза во тоа. Он знае дека има време. Ден за ден ќе се обиде да го направи тоа. Како што Вааловите пророци, предпоставам дека не се брза одма со нивната порака. Малку по малку се влегува во Израел, па се запознаа со луѓето, па беа добри соседи, па одена си отворија храм, па почна да се поклонуваат и после неколку години гледаш дека Израел е во голем хаос. Ако им дозволуваме на тие нешто да растат во нашите срца и не ги фатиме на време, само прашање на време е кога тој хаос ќе се појави и во нашите животи. И кон овие нешта Бог верувам дека не повикува да бидеме крајно безмилосни. Затоа верувам дека ние треба да бидеме, да покажеме милост кон луѓето. Ама кон гревот, кон лошите навики, кон небогоугодните мисли, нема ти што да ги мислиш тие. Нема што да ги толерираш. Тука заборави на милосрдност, заборави и на толеранција. Земај и чисти ги со помошта на Бог, со помошта на Светиот Дух, кога ќе ги забележиш.
бидејќи на се што му оставаме да расте во нашите срца, ќе биде малце потешко да го истребиме тоа понатаму во животот. Било каков греф, било каква навика, било каква мисла. Ако ти си игра со неа ден, два, недела, месец и така натаму, тоа е како дрво, ќе пушти корења, и едно е ти мало дрвце да го откорнеш, друго е дрво кое што 10 години овдека да го откорнеш. Пуштило веќе подлабоки корења. Така и со гревот, така и со мислите кои што не му се угодни на Бог, така и со навиките. Колку повеќе ги трпиме, толку е потешко да ги истребиме од нашиот живот. И кога Илија им вели на израелците, фатете ги, нели, како пишуваше овдека, фатете ги валовите пророци, та ниеден од нив да не се сокрие. Он знае дека нема простор за компромис. Рече, ниеден од нив да не се сокрие. Не фатете ги, кој можете фатете го, па другите, ај нека повели, не е проблем. Туку ниту еден од нив да не се сокрие. Со други зборови, кога сакаше да се соочи со злото, да се ослободи од злото во израелското општество, Илија не правеше компромис. Знаеше дека мора со сите да се справи. Векови претходно, кога Бог им даде таа ветена земја на израелците, ќе се сетите, ги вади од Египет, пред да влезат во ветената земја, дури мислам дека тој во книгата Втора законие го пишува, Бог им вели на израелците, кога ќе влезете во таа ветена земја, отстранете ли ги, истребете ги сите народи, изгоните ги сите народи кои што живеат во таа земја. Зошто? Затоа што ако ги оставите, со тек на време ќе ве натера да им се поклонувате на нивните богови. Израелците влегоа во ветената земја и некои од народите ги поштедија. И ги поштедија под изговор дека, нека седат они имаат пари, ќе ни плаќаат данок. Бог им вика, немојте, ови викат, ајде да собереме некој денар од нив, ќе ни плаќаат данок. Израелците навистина им наметнаа данок на тие народи. Ама за возврат, тие народи им ги наметнаа своите богови на израелците. С други збори, Бог им вика, сакам да ве заштитам. Израелците викат, не, сакаме ние малце парички. Не му беа послушни и бидејќи не му беа послушни, страдаа заради тоа. Кога Бог им рече, направете го тоа, они се направија по свое. И може би примената за нас денес е, како што Илија им рече на валовите, им рече на израелците, фатете ги валовите пророци, и сакаше сите нив да ги истреби затоа што знаеше дека тоа е многу сериозно зло во општеството. Но ова не станува збор за тука дека не Илија му текнало на било кој некој човек на улица, ај сега ќе го убиеме овој. Не, знаеше дека ова е суштината на злото помеѓу народот. И сакаше се ослободи од тоа зло. Он немаше лично ништо против нив. Ама тоа нивно влијание, таа нивна порака, знаеше дека е главниот проблем во Израел. И може би, како што Илија им рече на израелците, фатете ги, за никој нив да не побегне, може би пораката за нас денеска, која што Светиот Дух сака да ни ја даде, фати ги сите гревови, и сите навики, и сите штетни мисли во твојот ум, во твоето срце, препознај ги за ниту едно да не се сокрие. Зборот што е тука преведен како сокрие, значи да се извлече иако направил штета. Тоа е значењето на еврејскиот збор. С други зборови, им вели Илија на израелците, немојте да дозволите овие луѓе што ви направиат толку многу штета, само така да се извлечат со тоа. Пораката за нас денеска е немој да дозволуваш на гревовите кои што толку многу штета ти направија во животот, тек така само да се извлечат и да се вратиш повторно на нив. Ке фатете ги сите пророци. Не фатете 400, другите 50 нека одат, не е проблем. За нас пораката е секој грев, секоја штетна навика, секоја лоша мисла, која што те одвојува од Бог. Фатија и со помошта на Светиот Дух отстранија. Да немаме гревови, да немаме навики кои што се штетни или мисли, ама не се наши, некој пат за жал ние тоа го правиме, си имаме гревови миленичиња. Се фати ми трни ми во животот, ама ова не ми го пипај. Ова не можам, не сакам, тешко ми е, долго време, дел од мене и така натаму. Тоа милениче ќе ти направи голем проблем. Тоа милениче мене ми прави голем проблем.
Од секе се ослободам, од секе се трнам, ама немој, те молам, не го пипај ова. Може би тоа е таму треба да се почне. Сите пророци, сите гревови, сите мисли и сите навики кои што не тргаат и не одвојуваат од Бог. Сетете се на зборовите на Господ Исус Христос. Во едно од Евангелијата, мислам дека во Матеј пишува: ако твојата рака те тера на грев, човек Исус по Галија, Галија се нека те тера на грев. На мачка ја со крема за кожа, да биде мека кожата и мазна кожата. Не, ако твојата рака те тера на грев, одсечи ја. Ако твоето око те тера на грев, извади. И сега, што треба дома со лажица да го извадиш окото додека јадеш? Не е тоа поентата. Иако имало низ историјата, барем има еден црковен отец за кој што се верува дека премногу сериозно буквално го сватил овој стих. Ама нема да навлегувам во таму. Мислам дека доволно е што денеска зборувавме за смртта на 450 луѓе. Идејата не е дека ние треба буквално да земе човек да се пресече раката. Туку поентата е, ако нешто во животот те тера на грев, некој орган или од рака, око или што и да е нога, и знаеш дека ти е да соблазнување, немој да бидеш милостив кон тоа. Во смисло, кога прекрати го, не му доволувај. Немој да бидеш милостив кон тоа, бидејќи ако си милостив кон гревот, гревот ќе биде безмилосен кон тебе. Во оваа борба со гревот мора да има една жртва. Не може да има две жртви или не може да нема жртви. Жртвата ќе бидеш или ти или гревот. Не може двајцата да преживеете и двајцата да ви биде убаво. Прашањето е кој ќе биде жртвата? Кој ќе биде жртвата во твојот живот? Ти или гревот? Еден од вас мора да биде во таа улога. Во книгата Откровение, Господ Исус Христос, сеќавате во втората и во третата глава, им се обраќа на 7 цркви во Мала Азија. И во речиси сека од тие цркви имаше одреден проблем. Некаде беше лажно учење, лажни учители, лажни пророци, неморал во црквата, компромис во црквата и така натаму. И на сите тие цркви Господ Исус Христос им вели: сакам да се ослободите од овие нешта во вашата средина. Имаше порака на итност. И на сите тие цркви Господ им рече: ако не го направиш тоа, сеќавате што беше последицата? Последицата ќе го тргнам свекникот од тебе. Со други зборови, тоа духовно светло кое што го има во тебе ќе згасне. Кај сте денеска тие цркви од Откровение? Ги има? Не ги има. Има во тие градови цркви, ама не се баш тие конкретни цркви. Зошто? Бидејќи не ја сватија сериозно пораката на Бог, дека кога Бог те повикува да се ослободиш од нешто во твојот живот, тоа не е дека Бог само сака да те контролира од таму некаде од небото. Бог ти го сака доброто. Бог ми го сака доброто. Кога Бог вели: трни се од овој грев, ослободи се од грев, ослободи се од оваа навика, ослободи се од таа мисла која што те спречува да бидеш поблиску до мене, тоа е бидејќи ти го сакам доброто. Бидејќи ти го сакам доброто. Израелците не ја сватија сериозно таа порака. И затоа 3-3,5 години немаше дожд, немаше роса во таа земја. Јас стварно се надевам дека ќе се учиме од нивниот пример. Дека нема да бидеме безумни и само да си дојдеме, да си слушаме порака во црква и да речеме: многу ми е гали, јас си терам по старо. Океј, терај си ако сакаш по старо. Ама Библијата многу јасно вели: што сееме, тоа ќе жнеја. Не можам да сеам своеволност, а да жнеам Божи благослови. Не функционира животот на тој начин, не функционира Бог на тој начин. Треба сериозно да ги сватиме овие зборови, сериозно да размислиме, да го фатиме тоа што е спротивно на Божјата волја во нашите животи и со време и на време да се соочиме со тоа. Во предпоследната проповед размислувавме на тема, ќе се сетите некој од вас, уништени жртвеници и уништени животи. Како фактот што во Израел во тоа време имаше уништени жртвеници, беше еден символ на духовното отпадништво на народот и поради тоа и животот им беше уништен на израелците. И тогаш примената беше: ако има некој уништен жртвеник, односно ако има нешто уништено во твојот живот, некоја духовна практика, молитва, читање, заедништво, славење и така натаму, ако е уништено, подигни го, бидејќи подигнувајќи го тоа, ти ќе го подигнеш и својот живот.
Ќе го градиш и својот живот за Божја слава. Значи, тогаш беше примената подигнувај работи што се урнати во твојот живот. Денеска примената е уништи ги работите кои што се подигнати во твојот живот. Уништи ги гревовите, уништи ги мислите, уништи ги навиките кои што се подигнати во твојот живот и се попречуваат помеѓу тебе и помеѓу Бог. И тоа е стварно, како што спомнав претходен парадокс, дека ние сме паралелно повикани да покажуваме милост кон луѓето и да не бидеме милостиви кон гревовите во нашите животи. Паралелно сме повикани да градиме нешто во животот, да градиме нашата навика за молитва, за читање, за заедништво, за славење и така натаму, ама истовремено и треба да рушиме. Да рушиме она што не е согласно Божјата волја во нашите животи. Зошто? Повторно и повторно ќе напоменам, бидејќи Бог ни го сака најдоброто. Бидејќи кога Бог ни ги кажува овие работи, тој ни ги кажува за наше добро. И секој еден од нас или знае, или ќе дознае, верувам, ако има желба, кои се тие нешта во нашите животи. Кои се тие валови пророци во твојот живот и кои се тие валови пророци во мојот живот за кои што Бог денес ти вика, сакам со ова да раскрстиш веќе. Барам да раскрстиш за да ти тргне работата. Барам да раскрстиш за да не тапкаш во место. И знам дека не е секогаш едноставно, ама во целава ситуација да не заборавиме дека кога Бог не повикува да се бориме со гревот во нашите животи, кога Бог не повикува да се бориме со нештата кои што не кочат во нашите животи, Бог не вика, ај сега иди сам и прави што ќе правиш. Туку вика, јас сум со тебе. Во Новиот Завет пишува дека сите што го следат Христос во себе го имаат Светиот Дух, кој што е, како наречен, помошник. Со други збори, ако те треба помош, се ослободиш од некој грев, од некоја навика, од некоја мисла во животот, ти само побарај. И ти е дадена, и ќе ти биде дадена, и ќе можеш да се ослободиш од тие нешта кои што се попречуваат помеѓу тебе и помеѓу Бог. А ги има. Ги има и во твојот живот, ги има во мојот живот, ако денес ги нема вечер, ако сега ги нема вечер ќе ги има, или утре ќе се појават. И затоа, кога зборуваме за овие работи, не зборуваме за тоа дека ние ќе може да достигнеме совршенство, дека еден ден ќе се ослободам од се лошо во мојот живот и сега јас таман сум си. Не. Вечер ќе се појави нешто друго. Утре ќе се појави нешто друго. Следна недела ќе се појави нешто друго. Борбата со гревот е борба која што трае цел живот додека сме тука. А мора да бидеме свесни дека валови пророци, ги користам како синоним, ќе се појавуваат во нашите животи. Ќе се појавуваат и на нас останува како ќе реагираме на нив и што ќе правиме со нив.